Доколку парламентарното мнозинство остане на ставот дека се наведуваат 4 закони, дека не стои согласно Уставот и позитивните законски прописи во Република Македонија, тогаш да се наведат и уште неколку закони врз основа на кои, добро да предлог е овој мој, врз основа на кои работи оваа комисија. Например, тоа е Законот за безбедност на патиштата, на сообраќајот на патиштата, затоа што од моментот кога ќе излеземе овдека треба да внимаваме да не поминуваме на црвено или да не возиме со поголема брзина од дозволената. Законот за пушењето, затоа што може некој член на комисијата да запали цигаре во затворена просторија или во УВК, па да биде прекршен законот за пушење. Законот за градење, затоа што ако одиме во некоја институција, како например седиштето на ВМРО-ДПМН, па на Дивоградва сме, не смееме да сме на Дивоградва согласно деталниот урбанистички план на центар. Законот за амбиентален воздух, затоа што можеме да одиме со возило кое нема еко 2 или 3, па го загадува воздухот. Законот за деловна тајна, законот за управување со отпад, затоа што е шишина пластични може да не се складираат каде што им е местото. Значи, сакам да ја кажам абсурдноста на наведување на закони во согласно со кои би работела оваа комисија. Па не можете да преюдицирате сите закони врз основа на кои би работела оваа комисија. Тоа е невозможно и затоа стојат позитивните законски прописи и претходно стои Уставот. А тоа што ние сите подпишавме изјава кога го добивавме сертификатот, тоа значи дека ние ги почитуваме. Па ние имаме право да бараме информација од секаков вид, затоа што имаме сертифицирани сме за највисок степен на државна тајна. Меѓутоа, наша одговорност согласно изјавата, не согласно законот за класификација на заштита на класифицирани информации, согласно изјавата лично која сме ја подпишале, ние лично одговараме за нашите постапки. Не можеме како партија да одговараме за нашите постапки. Јас лично одговарам дали ќе излезам во јавност и дали ќе издадам деловна тајна или дали ќе дам во јавност класифицирана информација. Значи, тоа не обврзува согласно изјавата, а изјавата е направена согласно законот. Зошто да наведувате закони за ограничување на нашата работа? Па сите позитивни законски прописи, вклучително и овие кои ви ги наведов, и уште еден куп закони. Затоа ве молам, ево, дајте уште еднаш да се надминеме. Значи, Уставот како основа на се и позитивните законски прописи. Тоа значи дека сите прописи кои се релевантни за работата на оваа комисија. Најчиста работа.